Вие имавте уште еден судир со некоја екипа, ајде така да употребам еуфемизам, кога се случи трагедијата ужасна во модуларната болница во Тетово. И тогаш ли бевте дежурен? Таа вече ја не бев дежурна, ми се јави дежурниот колега, а и беше и шеф на обвинителство. И вика, колешке, ве молам да дојдете, ја више не можам да се снајдем, овде е хаос. Значи, по барање на шефот на обвинителство се приклучувам, идем, доаѓам тамо, потоа доаѓа Јовевски, значи он се појавува кај треба и кај не треба, врска нема со животот, не знам ни зошто е дошол. Уште и донел двајца обвинители да се приклучат демек во тимот кој ќе водат истрага. Негови Јовевски носи двајца? Јовевски носи двајца. Што тоа вас ви укажа во тој момент? Да мора све да се држи под контрола. Да има своји луѓе, да така? Да има филтер како да се постапува. Значи, ние спроведуваме истрага. Колегиуми, па после да ќе се добие одобрение од Јовевски да се спроведе тоа истражно дејство или нема да се спроведе. Ама ти колеги, знаеш, може вака, ама не треба тоа така. Се истражуваше како дошло до тој пожар, од каде се, како е изградено тоа, и се успостави во текот на работењето дека таа модуларна болница, дека средствата се обезбедени од Светската банка 90 милиони, 30 милиони за модуларни болници, 60 за лекови и чуда, 30 милиони за 10 модуларни болници. Направени од рециклирани материјали. Кога се распрашува колку кошта панели со камена вуна која не гори 40 минута, а колку коштат рециклирани со овие пурпен пени, испадна дека во тоа време 17 евра, ова што е безбедно 40 минута, ова со пурпен пени ни 5-6 евра не е. Ако се рачуна, па тие 10 модуларни не може да коштаат повеќе од, еве да речеме, 300.000 евра за сите 10. А потрошени 30 милиони. И што е најцрно во све, кога се издаде наредба да се направи вештачење од страна на вештак по електротехника, дојде известување дека причинско-последична врска за настанување на пожарот е лошо инсталирана електрична енергија. Значи, кога се ставил тој во утикач, тој апарат, повлекол огромна количина на струја, немало прекидачи, довод бил настанала експлозија. Нема разводна табла? Нема разводна табла, затоа доаѓа струја да поставиле разводна табла. И тука е пропусти прво на министерот на здравство во тогашно време Филипче, бидејќи тој ја составили спецификација без да има елаборат за електрична енергија и без противпожарен елаборат. Тој потпишал, определил како треба да изгледаат. Така е комисија и сега, значи да расчистиме работиве. Пописот на работните задачи што ги има Министерство за здравство, гради болници, здравство, ова тоа. Труд и социјална политика гради градинки и домови за стари. Овие Министерство за здравство објавува оглас, го спроведува Министерство за труд и социјална политика. Значи, разводнување, ама на крај се успостави причинско-последична врска за настанување на пожарот, лошо инсталирана електрична енергија. А тие објекти, дали првишната намена им била да се модуларни болници или нешто друго? Тие, не знам што им била намена, само што знаеме при распрашувањето на директорот од болница, медицинскиот директор, тој кажа дека им понудил 2 спрата неопремени од болница нова. Од Тетовската болница, така е, само да ја опремат и да се справуваме со ковид. Добро. Овие инсистирале мора да се направи. Овие мислиме на влада, Министерство за здравство? На влада, така е, морало да се прави тоа, пари мора да се потрошат. Како ќе се потрошат, Бог сами зна, и да се а тоа да се даваат локацијски услови кај е бензинската пумпа на болница. Таа модуларна била над резервоарот. Значи тоа не Боже можеше и цела болница да ја дигне во воздух ако целиот комплекс. Целиот комплекс.
Тоа е работава што... Јас како архитект, господја Кадрију, јас како архитект не разбирам како е можно еден објект. Заев после викаше тоа е како урбана опрема, не треба посебни елаборати и така натака. Можам ли да ве прекинем тука? Може слободно. Значи, мораме да бидеме, пак ќе кажем, закон да се почитува. Во конкретниот случај, во законот за градба, тие додадоа некои 5 члена. Биле средства, биле материјали, биле стока, не знаем што. Но мора да се почитува целиот закон за градба. Значи, имаш тие 5 члена, ама тоа не е лекс специјалис, е составен дел на законот за градба. И он точно предвидува све што е никнато над земја, представува градба. Тука не е направен тенчки прием. При предавање, се сеќавам од материјалите, прекрижено име на медицинскиот директор, на овој економскиот директор му бил даден клучот. Што значи дека овие директори уопште не учествувале ниту во набавка, ниту во изградба. Така министерство им кажало, овие двајца се терајте. осудени, а овие што го направија, тоа се неосудени. Значи, страшна работа. И тука и тогаш ме суспендираа, пошто барав дополнително да се направи, кога ми дојде ова вештачење вакво, и барав, инсистирав и градежно вештачење се направи, тогаш ме суспендира од работа. Тогаш беше финалниот тогаш више ја прали, веќе не можеше да се трпи тоа е нетимската игра на Лела Кадрију. Тој мозокот несакање на држава, и тој мозокот што работи на опачки, не го спроведува закон, него тамо некои си желби, и сега им и произлегува тоа дека ова не може, ова ќе треба пола влада во затвор да отиде. Па што ако отиде? Па нека отиде. И тие во тоа време носат уредба со законска сила за издавање на 58 лиценци, ако се сеќавам добро, за одгледување марихуана во медицински цели.